Скопје утрово најзагаден град во Европа. Започнуваат вести на Слободен печат. Еве што има ново. Скопје утрово втор најзагаден град во Европа со индекс на загаденост од 172. На прво место е Сараево, каде индексот на загаденост е 213. Директорот на клиниката за пулмологија доктор Оливер Зафировски за Слободен печат изјави дека состојбата е особено алармантна, бидејќи загадувањето на воздухот во Скопје се повторува секоја година со ист интензитет, а пациентите со хронични белодробни заболувања се тие што најмногу ја плаќаат цената. Од медиуми видов дека моето бебе било интубирано по втор пат. Никој не ми кажа дека се обидувале да го оживеат, а за внатрешната контрола на Комисијата за квалитет на ГАК дознав од медиумите. Вака мајката на бебето, чија сомнителна смрт ја истражува јавното обвинителство и МВР, по сторијата на Слободен печат, ги опишува траорните моменти кои ги живее последните 2 месеци. Kom bejbën ma kanë afru, do me thonë e kum puth bejbën, e kanë mojë qatë, nëse i shkon gjendja që a i ka pos dishka nuk u konë mirë, ata e kishin marrë direkt, e kishin që dikon, sa menoj on, sa di on. Ata nuk e kanë marrë bejbën, ata ma kanë afru, e kum përqaf, e ka mojë të ftyra jeme, nuk muj me thonë me sekunda, nuk e din sigurt, po e ka mojë të one e kum përqaf bejbën. Do me thonë, se ka pos gjendjen dishka emergjente ose për me marrë me që dikon. Edhe kur u kryja, ajo dola mas operacionit në intenziv, 11:30 natës vjen një mjekë shqiptar edhe një tjetër. Më thot, beba jote është një inkubator, po mos u bë marak se ka nevojë për oksigjen, se ka lind para kohe, edhe ka infeksion. Unë i thash asaj, a e ka infeksionin? Tha, mos ke pas infeksion, tha, e ke bë analizën e 36 javë, thash po, e kum bëm ka dal negativ. Thash, po mos ka shanca mu kanë për i kësaj që kum pas, thash, jam kanë shumë e dhimt edhe uji mu ka derdhë shumë herët, ma bani se dina na. Kaloja jo notën e 3 ditë, kum nejnë në spital, asë një informat nuk e kum marrë për fëminë tem. Do me thonë, asë një mjek nuk ka orë mu më thonë mu që fëmija jëtë nuk është mirë. Unë do me thonë, kum nejnë në spital, edhe kum nejnë me atë parandjinin, sikur e kam dek. Bilom jam këthy dhe i kum thonë, Советот на јавни обвинители денеска на седница треба да определи вршител на должност јавен обвинител, откако државниот јавен обвинител Љупчо Куцевски си поднесе неотповиклива оставка. Вршителот на должност се назначува согласно член 25 став 3 од Законот за јавно обвинителство. Седницата е закажана во 11 часот. Владата од 1 јануари ќе ја пресметува просечната потрошувачка кошничка паралелно со синдикатите кои пресметуваат минимална синдикална кошничка, открива заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. При тоа Ристевски откри дека иако пресметката е за 4-члено семејство, ќе има и пресметка на просечна потрошувачка кошничка за двочлено и за трочлено семејство, кошничка на ниво на цела држава, при што би биле земени предвид повеќе параметри. Меѓу нив Ристевски ги спомена и цените од најголемите супермаркети, цените на основните прехранбени производи, цени од различни региони од земјата и цени на овошјето и зеленчук карактеристични за дадениот период од годината. Воедно на оваа тема ќе се разговара и на економско-социјалниот совет кој е закажан на 22 декември. Да, барам оставка на председателот на СДСМ. Вака поранешниот градоначалник на Скопје и функционер на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, адвокатот Петре Шилегов, преку Фејсбук јавно побара оставка од председателот на партијата Венко Филипче. Тој кажа дека во текот на само 7 минути добил повеќе од 50 телефонски повици за појаснување на неговата позиција. Ниту граѓаните, ниту градежните компании не покажуваат општествена одговорност кога го фрлаат градежниот отпад. На многу места низ државата се прават диви депонии, иако има легални, па дури и една приватна компанија што прима таков отпад за да го рециклира. Од Министерството за животна средина велат дека годишно ваков отпад има 1 милион тон, но дека тоа е само пријавената бројка. А колкава е количината што реално се фрла, може само да се замисли. Слободен печат разговараше и со сопствени
начелникот на единствената приватна депонија за третирање на градежен отпад во Македонија, Беса Шоп, лоцирана во индустриската зона Боговиње на автопатот Тетово-Гостивар. Но тој вели дека кај нас за жал ниту свеста, ниту културата е развиена на ниво да бидеме одговорни кон својата животна средина. На оваа тема работеше Весна Дамчевска. За прв пат годинава, улицата Македонија нема да светне празнично и единствено на кетените кафулиња ќе ја доловуваат новогодишната атмосфера на овој простор. Иако оваа улица е една од најпосетените од туристите кои доаѓаат во главниот град, но и од самите жители, град Скопје не ја вклучи во јавниот оглас за украсување. Зошто е тоа така, од таму до овој момент нема одговор. Од градот не одговараат и зошто до денеска освен плоштадот не се накитени и околните улици, иако според договорот со фирмата Link Media Plus, која е избрана за реализација на овој проект, украсувањето на сите локации предвидени во тендерот требаше да заврши до 15 декември. Градот молчи и за тоа зошто ќе се украсуваат само улици во најтесното централно подрачје, иако скопјани не живеат само во центарот на градот, а сакаат да почувствуваат празнично расположение во својата околина. Темата е на Анита Стојковска. Снимката од мајка и младенче Балкански рис на Шарпланина, која беше објавена пред околу една недела, представува редок и охрабрувачки сигнал за еден од најзагрозените цицачи во Европа. Но и покрај позитивната вест, експертите нагласуваат дека балканскиот рис се уште не е целосно заштитен од факторите што би можеле да доведат до негово исчезнување. Популацијата на балканскиот рис во Македонија и понатаму е загрозена, а биолозите предупредуваат дека најголемата опасност за неговиот опстанок не доаѓа само од криволовот. Многу посериозен проблем е тоа што рисовите се почесто се размножуваат во сродство поради малата бројност на видот. Биологот Диме Меловски од Македонското еколошко друштво за Слободен печат објаснува дека здравствената состојба на балканскиот рис се уште не е целосно истражена, особено во делот на паразитите, додека најсериозниот проблем останува високо ниво на размножување во сродство. Со Меловски разговараше Хари Кацановски. Председателот на Европскиот совет Антонио Коста и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен беа домаќини на самитот меѓу лидерите на Европската унија и Западен Балкан. Овие годишни состаноци во Брисел станаа рутински, насмевки на семејната фотографија, пораки за поддршка на европската перспектива и важноста на соработката, додека суштинските одлуки се носат на друго место. Српскиот председател Александар Вучик сепак се погрижи овој состанок да не се одвива по вообичаеното сценарио. Незадоволен од одбивањето на земјите членки да го одобрат следниот чекор на Србија во преговорите за пристапување, Вучик одлучи да го бойкотира форумот. За прв пат по 13 години таков состанок се одржа без српски представник. Без директно да го именува адресантот на неговиот протест, председателот рече дека Србија направила многу, но нејзиниот напредок не е препознаен. Така семејната фотографија на лидерите на ЕУ и Западен Балкан истакна јасна подолба. Во својот годишен извештај, објавен минатиот месец, Европската комисија јасно ги издвои Црна Гора и Албанија како лидери во процесот на Западен Балкан. Хрватската јавност беше шокирана откако вчера се дозна дека 46 годишен детски психијатар од клиничко-болничкиот центар во Осијек е уапсен и кривично гонет за злоупотреба на деца пациенти и овозможување на консумирање дрога. Станислав Рогулја, специјалист по психијатрија, кој од 2016 година е постојано вработен во КБЦ Осијек во Институтот за детска и адолесцентна психијатрија, каде што работеше, е уапсен вчера. Според полицијата, тој им се обратил на 4 пациенти кои во тоа време биле малолетни, со непристојни зборови. Ги допирал непристојно и им давал да консумираат дрога. Тој вели дека колегите претпоставени и раководството на болницата со години знаеле за проблематичното однесување на психијатарот, но не реагирале. Украинските сили погодија танкер во Јужна Русија, при што загинаа најмалку тројца. Има и повредени. Итните служби го изгаснаа пожарот на танкерот, кој беше погоден со дрон додека стоеше закотвен. Избегнато е истекување на нафтените производи во водата. Меѓу загинатите се и двајца членови на посадата на погодениот танкер. Фотографии и видеоснимки објавени на социјалните мрежи покажуваат голем пожар во пределот на пристаништето.
Рускиот председател Владимир Путин ги опиша европските лидери како мали прасиња кои сакаат да го искористат потенцијалниот колапс на Русија. Коментарите дојдоа пред состанокот на Европскиот совет, на кој тема е договорот за обезбедување финансирање за Украина. Според Путин, Европа се стреми да врати нешто што го изгубила во претходните историски периоди и да се одмазди на Русија. Зборувајќи на годишниот состанок на Руското министерство за одбрана, Путин го обвини поранешниот американски председател Џо Бајден дека свесно ја започнал војната во Украина, додавајќи дека европските мали прасиња веднаш ги поддржале американците, објави Политико. Американската војска вчера објави дека започнала нов воздушен напад врз глисер во источниот Пацифик, за кој тврди дека превезувал дрога, при што загинале 4 лица на бродот. Беше објавено декласифицирано видео од 15 секунди од нападот. Експлозивно интервју од Белата куќа. Шефицата на кабинетот за Трамп рече дека тој има личност на алкохоличар. Серијата интервјуа што шефицата на кабинетот на американскиот председател Доналд Трамп, Сузи Вајлс, ги даде за списанието Vanity Fair, предизвика силен шок во Белата куќа и во Републиканската партија. Вајлс ја шокираше јавноста со твореноста со која зборуваше за Трамп, неговите најблиски соработници и за клучните политички одлуки на администрацијата. Прочитете повеќе за ова на Слободен печат. Во Панај, регион во централна Индија, познат по своите рудници за диаманти, двајца млади другари најшле на голем светкав камен на парцелата, што ја изнаемиле само неколку недели предходно. Кога го однеле каменот кај официјален проценител, дознале дека пронашле диамант од 15,34 карати, врвен квалитет, еден од природните диаманти со највисок квалитет што постојат. Проценетата пазарна цена на каменот е околу 5 до 6 милиони рупи или 55 до 66.000 долари и наскоро ќе биде понуден на аукција. Катик 24 годишен кој води месарница и Мохамед 23 годишен кој продава овошје, потекнуваат од сиромашни семејства и се најмладите синови. Сега можеме да обезбедиме бракови за нашите сестри, изјавиле тие. Тоа беше се во овие вести на Слободен печат. Благодарам на вниманието. Повеќе информации ќе најдете на нашиот сајт.